Пензионерите од Куманово, но и од другите градови реагираат на одлуката за намалување на висината на посмртнината за 5000 денари. Бараат Сојузот на Сдруженијата на пензионери уште еднаш да ја преиспита одлуката што стапи во сила на 1 февруари, донесена од одборот на регистрираната организација за солидарен фонд и членарина. Одлучено е висината на посмртна помош што се исплаќа на членовите на семејствата на починат пензионер да изнесува 25.000 денари наместо досегашните 30.000 денари. Пензионерите реагираат на од една страна намалување на посмртнината, а од друга страна зголемување на членарината за 30 денари, без да бидат консултирани здруженијата во внатрешноста. До пред 2 години беше 120 денари е за оние посмртните давачки што ги дава за солидарниот фонд и 30 денари беше членарина. Па по големија на 130, па со изговор дека еве тоа ќе трае до одреден месец, па после ќе се укине, па после зголемија на уште 140, па сега зголемија на 150 и со членарина што е плюс 30, сега пензионерот му се одбива од неговата пензија 180 денари или 3 евра, да биде по-просто. Така. За сметка на тоа што се зголеми давачката, се намали исплатата на исплатата за погребални услуги, кој што беше 30.000 денари, сега е 25.000 денари со известување дека останатите 5.000 денари ќе се исплатат кога ќе се соберат пари. Ние реагиравме на тоа преку колку што можеме, нели, преку овие средствата за информирање, преку Facebook и така натаму. Меѓутоа, тоа е тоа. Ако тие мислат дека треба така да биде, нека биде. Меѓутоа, ова сигурно дека ќе предизвика револт кај пензионерите. Сојузот на Сдруженијата на пензионери одлуката ја оправдува со зголемениот број на смртни случаи меѓу пензионерите во 2021 година, кога се движел околу 1800 лица месечно. Во овој момент за исплата чекаат над 4100 лица, а времето на чекање е околу 4 месеци.